Користењето на јавниот превоз, рационалното користење на автомобилите, истовремено превезување на повеќе лица со едно возило, правилното користење на печките за дрва и затоплувањето на домовите, беа дел од препораките за подобрување на состојбата со квалитетот на воздухот, кој на пресконференција градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски ги соопшти и апелираше до жителите на општина Велес да се придржуваат до нив. Објавивме известување на нашата интернет страница и на социјалните мрежи во врска со квалитетот на амбиенталниот воздух во градот. Во тоа известување известивме дека согласно последните резултати од мониторинг станицата за квалитет на амбиентниот воздух Велес 2 на државниот автоматски мониторинг систем при Министерството за животна средина и просторно планирање, ги известуваме граѓаните дека високите среднодневни концентрации на PM10 честички на територијата на општина Велес за деновите 24, 25 и 26 јануари 2020 година, согласно уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки субстанции во амбиенталниот воздух и праговите на алармирање, роковите за постигнување на граничните вредности, маргините на толеранција за граничната вредност, целни вредности и долгорочни цели, објавени во Службен весник на Република Македонија, значи дека е надминат прагот за информирање од 100 мг на метар кубен. Тој потенцираше дека, доколку има надминување на прагот на алармирање во текот на 2 последователни денови, над 175 мг на метар кубен PM10 честички, ќе бидат превземени дополнителни вонредни мерки и препораки за намалување на загадување на воздухот, зашто јавноста ќе биде навреме информирана. Во сила би стапиле следните мерки и препораки. Ќе бидат запрени сите градежни активности на граделиштата, ќе се засили инспекцијскиот надзор на надлежните општински инспектори над поголемите загадувачи, ќе се врши зајакната контрола на доставувањето на стока согласно одлуката за дотур на стока во централното градско подрачје, ќе побараме од Министерството за внатрешни работи да врши засилени контроли на издувните гасови на возилата кои учествуваат во сообраќајот и во координација со други надлежни органи ќе ја разгледаме можноста за ослободување или ограничување од работа на ризичните категории граѓани. Меѓу другото, градоначалникот Коцевски ги акцентираше и веќе превземаните активности и мерките кои општина Велес ги реализираше во текот на 2019 година, како и ги најави тековните за 2020, кои ќе придонесат за подобрување на состојбата со квалитетот на воздухот.